Дали вештачката интелигенција ги уништува работните места на програмерите? Дали IT секторот доживеа ладење и има отпуштање на вработени? Дали пазарот може да абсорбира околу 5000 студенти на финки? Колку македонските програмери се продуктивни во однос на регионот? Дали IT бизнисот е суров? Како Македонија да стане сериозен регионален и светски играч на ова поле? Во подкастот "Каде се парите" со мене Горан Теменугов гостува првиот човек на Масит, Јордан Димитровски. Затоа, гледајте! Да, тоа беше најавата, ние стартуваме со подкастот, ке зборуваме за она што е многу актуелно, а тоа е случувањата во IT секторот. Знаеме дека во изминативе, ајде да речеме 10 години, посебно во последниве 5-6 години, доминираше, например, во студентскиот живот запишување на финки, сите сакаат да бидат програмери и имаше она непишано правило дека не почнуваат разговор сите програмери што одат прв пат да се вработат под 500 евра минимална плата и нагоре да одат после тоа во зависност од способностите, а 500 евра е без бонуси, туку на основица што се вика за добар ден да направат. Но тоа беше во некои минати времења, сега велат дека цената беше повисока, но во последно време се зборува, ако се следат социјалните мрежи, социјалните медиуми, дека тука не цветаат рози, односно дека овој пазар е презаситен и дека веќе на пазарот можат лесно да се најдат програмери кои што не поставуваат услови, туку дека собствениците, газдите поставуваат услови за ангажирање. Дали ова вистина, колку е ова вистина, што значи IT секторот во моментов, како се развива, во која позиција е, дали вештачката интелигенција сериозно ќе наштети на програмерите, дали ќе ги збрише работните места и едноставно ќе остане голем број на програмери на без работа. Ќе зборуваме, како што реков, со нашиот денешен гостин, тој е првиот човек на Масит, тоа е комората на IT секторот, тоа е Јордан Димитровски. Некако презимево тешко ми оди да го запамтам, Димитровски, Димитриевски, али добро Димитровски, ако сгрешам да ме поправите во секој случај. Нема проблем. Така. Ова беше најавата. Господине Димитровски, што се случува во IT секторот? Веќе ги имате податоците за 2025 година, сумирано како комора. Можеме да откриеме детали, иако вие сакате тоа да го направите и за пошироката јавност во наредниве неколку дена, но ајде нешто да ни откриете како поминавте во 2025 како сектор. Добар ден и до вашите гледачи и ви благодарам на оваа прилика вака да можеме и ние од наша страна да ги изнесеме фактите и случувањата во нашата индустрија. Како што реков јас и на нашата минатогодишна конференција за 2025 очекуваме раст и тоа не е мал раст во ИКТ индустријата. Така да можам да кажам после сумирањето на бројките од 2025 дека повторно имаме раст и тоа значителен. Растот е во приходи и во извоз некаде околу 7% повеќе раст имаме од 2024. Во приход, а во профит? Во профит уште повеќе имаме раст, околу 10% расти во профит. Дали ова се должи на профитот, растот на профитот за отпуштање на работници, односно сечење на платите и на трошоците за работниците, па затоа ви се зголеми профитната стапка? Па не би рекол дека имаме спад на бројот на вработени, зашто во бројките кои ќе ги објавиме и ќе видите имаме зголемен број на вработени во IT секторот. Мислам дека таа теза дека се отпуштаат работници не држи точно. Да, има поголем број на луѓе и вработени на пазарот кои што бараат работа, меѓутоа се уште имаме потреба од висок квалификуван кадар, се уште имаме потреба и имаме дефицит во многу области во ИКТ индустријата, како во посебно cyber security имаме потреба од стручен кадар што ги нема да кажам, во многу сектори имаме потреба. Програмерите интересно, што таму можеби се менуваат потребите, меѓутоа сите оние кои што се склони да навлезат во овие промени во технологијата, мислам дека ќе немаат проблеми, па ќе си најдат работа.
Вака, во последниве 2 години, тоа ми го посочија буквално пред 1 година и нешто, и не дојде некако на ред да ја правам темава, но сега еве дојде редот и ова да се обработи. До пред 2 години на социјалните мрежи, посебно на оние што посредуваат за вработување, ги има повеќе, не можеше да се најде оглас дека програмер бара работа. Значи ги немаше едноставно, пазарот ги абсорбираше во момент. Значи се вработуваа по кажување, по порака, по препорака, по сето тоа, но одеднаш пред 2 години почнаа да се појавуваат дека бараат работа, а сега тоа се засили. Колку е ова во суштина сериозен тренд и дека сепак дека остануваат без работа, односно бараат? Видете, ИКТ индустријата не се само програмерите, нели? Тоа е поширок опсек на зборуваме оние што пишуваат кодови, значи она што програмира. Тие што пишуваат кодови, за жал со вештачката интелигенција веќе таа професија нема да постои. Вештачката интелигенција ќе ја врши таа работа за кодерите, така да младите кои што се запишале за програмери ќе мора во своето образование да почнат да ги прошируваат видиците и да се насочуваат кон другите да кажам сфери во ИКТ и другите технологии во нашата индустрија. Тука cyber security-то не е мала, да кажам, ниша и гранка кај што може младите да се насочат, затоа што дефицит на кадар има во целиот свет, не само кај нас. Знаеме дека cyber security-то е сега многу важно и за државите, и за компаниите, и сметам дека тука ќе расте тој тренд, младите ќе може да се насочуваат таму и мислам дека оние кадри кои што излагаат од високото образование, колку и да се финки излагаат околу 5000 студенти годишно, од 3 до 5000 студенти, со насочување кон телекомуникации, кон cyber security, кон data analytics, кон другите ниши во ИКТ индустријата нема да останат без работа. Напротив, мислам дека со вештачката интелигенција продуктивноста ќе се зголемува се повеќе и повеќе и ќе се и државите и компаниите ќе инвестираат многу повеќе пари во дигитализација и автоматизација на своите процеси и со тоа сметам дека нема да останат луѓе без работа, освен оние што не сакаат да работат. Еве, ние како компании, и тоа многу го дискутираме и во МАСИТ, се уште немаме доволно кадар за тоа што можеме да го вработиме и тоа се гледа и по бројките. Во минатата година, еве во развојот на вештачката интелигенција и во Македонија, бројките на вработени во овој сектор растат. Значи, се уште пазарот има потреба од програмери, значи на Финки се запишани околу 5000 студенти, сега збориме и за оние што се додипломци, па постдипломци, значи зборуваме за една лепеза од почетен стадиум до краен стадиум во суштина на студирање, околу 5000, но не е само тоа. Ова се сметаше порано и за релативно слободна професија, каде што не мора да се биде на факултет, доволно беше да се посветиш на програмирање, што се вика дома во гаража да седиш да програмираш и лесно ќе најдеш работа, бидејќи пазарот беше отворен. Дали во овој момент пазарот абсорбира се уште луѓе и да го разграничиме, не ги абсорбира кодерите, значи тоа не абсорбира, што абсорбира во овој момент? Мора да ја гледаме ИКТ индустријата малку пошироко. Значи не се само програмерите тука и не треба да гледаме дека и да ги водиме младите да студираат само програмирање. Значи ИКТ индустријата подразбира голем и широк спектар на професии и работи кои што може да ги работат. Така да луѓе се бараат посебно во data analytics, се бараат во cyber security, пак да повторам, се бараат инженери во инфраструктура. Ние имаме многу компании во Македонија кои што работат IT инфраструктура за големи светски компании. Значи во многу сфери се бараат луѓе и се повеќе и повеќе. Така да сметам само трендот што беше ќе студираме да станеме кодери и програмери, да ќе се промени малце, ќе останат програмери, факт е дека ќе останат, ќе мора во сите софтвери да има
како да кажем, human touch, значи сениорите нема да имаат проблем да си најдат работа. Но проблем ќе бидат јуниорите. Проблем ќе бидат јуниорите. И дали проблем ќе бидат, се извинувам што тука, дали проблем ќе бидат оние, ајде да ги речеме, самоуки програмери, односно што немаат факултетско образование. Дали ќе се цени сега во моментов доаѓа до тоа дека ќе мора да се има помината факултетски процес за да бидат доволно квалитетни за да се вработат во ИКТ секторот? Тоа е многу интересно прашање. Јас сметам дека неформалното образование, посебно во оваа индустрија, е многу поважно, затоа што технологиите толку брзо се менуваат, да сте завршиле факултет пред 5 години или пред 3 години во некоја насока, веќе технологиите се променети. Ако младите не научат да се адаптираат брзо, во согласно со сите тие промени, многу тешко ќе биде да опстојат во оваа индустрија, да работат во оваа индустрија. Затоа сметам дека баш тоа неформално образование, баш тие soft skills што младите треба да ги имаат за брза адаптација кон промените, за лесно да ги учат новите технологии, е многу поважна отколку високото образование што ќе го завршат. Можеби е подобро некогаш и да се насочиме кон средното и основното образование, како да ги научиме децата да можат сами да си ги совладуваат новите вештини, техники и технологии во иднина, отколку стрикно да кажам во едно високо образование насочиме кон одреден на проблематика. Колку остануваме на високото образование, колку, например, Финк го земам за пример, бидејќи тоа е централната база од каде што се црпите вие кадар, колку програмите им се флексибилни да се насочуваат на новите потреби, бидејќи рековте 3+2, 4+1 години, зависи како школувањето е процес кој што не е едногодишен, двогодишен, туку е не повеќе годишен, колку излегува кадар кој е способен веднаш да биде абсорбиран после завршување на факултетот или мора да се менуваат програмите на Финки или на сличните факултети? Ја морам да кажам дека во изминативе години, ние и во изминативе 30 години имаме постојани промена во технологиите. Не е сега дошла са вештачката интелигенција, па можеби подрастични промени се сега, но цело време имаме промени во оваа технологија и цело време сметам дека факултетите многу добро се снаоѓаат во рамки во законските рамки во кои што се поставени. Затоа што тие и покрај спороста на системот, спороста на промена на тие курикулуми на предметите кои што ги предаваат, многу брзо се снаоѓаат и многу брзо се да го прешифтуваат со новите промени. Така да сметам дека ние се уште како држава произведуваме добар кадар, адекватен кадар и тоа се гледа по тоа што и младите многу лесно наоѓаат работа на запад. Значи нашите ја чепкате темата што тоа многу лесно наоѓаат работа на запад баш од тоа затоа што се уште имаме соодветно образование и факултетите сметам дека на база на тоа што се регулирани, нели, со закони со се, успеваат да најдат модус и начин како да ги насочат младите. Колку македонските компании губат со тоа што добар дел од сега ја програмерите ги наречам, односно луѓето кои што се во IT или ИКТ секторот, заминуваат во странство и работат во странство. Колку губиме во суштина и колку ни се одлева кадарот? Ни се одлева доста кадар, младите не се селат, да кажам, само од економски причини од нашава држава, што е штета, се селат од можеби од целокупниот амбиент и од условите што ги даваат западните држави. Меѓутоа, тоа не е проблем само кај нас. Мислам, не можеме тука да сме многу самокритични, затоа што ние соработуваме со фирми од Германија, германците се селат во Америка. Американците, гледам, се селат по Австралија, по Нов Зеланд. Значи, тој процес на природна миграција си постои на секаде. Слушам сега дека Мексико се селеле, има не знам колку илјадници, стотини илјади американци што во Мексико отишле да живеат. У суштина има обратен процес. Не мексиканци да се вратат во Мексико што емигрирале во Америка, туку американци бодат во Мексико. Значи,
за живот. Тоа е нормален процес, секој си бара, да кажам, место под сонцето. Меѓутоа не треба толку само критички да го разбираме дека само од кај нас се селат, не, од сегда се селат, еве дури гледам доктори во Германија нема, затоа што тие се селат во Америка и Канада, па не ги земаат нашите доктори. Тој процес најверојатно ќе продолжи. Меѓутоа ние треба да најдеме начин како да ги задржиме, како да обезбедиме поголеми услови. Сметам дека во нашиот сектор, во ИКТ индустријата, компаниите и ги обезбедуваат потребните услови. По новите бројки ќе видите дека просечната плата за 25-та е зголемена од 24-та во нашата индустрија е веќе над 2500 евра. Што ако ги земете и средноевропските држави... Сега тоа и на газдите е во суштина зголемена платата. Сега може да се разбереме, вие одите со просеци, вие сте собственик на компанија, можеби вие сте зголемиле за 1000% тоа, на вработените да ја намалите или да отпуштите, па сепак ќе дојдеме до бројката на зголемена плата. Не мислам дека во ИКТ секторот е така, искрено ќе ви кажам, затоа што нема добри кадри. Ние добрите кадри ги мислам дека гледаме и газдите, и собствениците, и менаџерските тимови на странски компании да ги платат конкурентно во споредба во најмала рака со регионалните Како немаме добри кадри, не може на пазарот не нуди. Немаме доволно кадри. Значи немаме доволно кадри. Ние како собственик на фирма не можеме да си дозволиме да изгубиме добри кадри, затоа гледаме платите да ги изравниме со во најмала рака регионалните, па ако не да кажам и глобалните. Вие сте овде како масите, но се собственик на компанија, нема да кажеме на која, кој сака нека изгугла, но колку е минимална плата кај вас? 24.000 Нема така минимална плата, нема кај нас така. Најниската колку? Например, од колку јас дојдам, сакам да работам кај вас, имам некои вештини, колку би ми понудиле за почеток? Ај вака да кажам, значи хигиеничарката во нашата компанија не зема минимална плата. Зема барем 2 пати од минималната плата. Шофер што разнесува роба зема неколку пати од минималната плата. Сметам се уште дека платите во ИКТ секторот, споредбено со другите сектори кај нас, се коректни и тоа го покажуваат и бројките. Во Македонија во ИКТ секторот немате многу компании каде што се еден газда собственик, па таа статистика што викате вие, газдата си ја направил платата 100.000 евра, па ја зголемила статистиката, нема да најдете такви примери во нашиот сектор, како што е пример за другите сектори. Ке зборуваме за инвестициите, многу ме интересира, многу е актуелно деновиве, се најави по олеснување на отварање на дата центри. Со тоа и сакав да го почнам овој подкаст, но тоа ќе го оставам за вториот дел. Се доближуваме за време за првата пауза, но ќе да ја исцрпиме до крај оваа тема, значи околу состојбите, значи да сумираме дека да се бараат вработени, да се јуниор позициите на програмери веќе скоро и да ги нема нови позиции, јуниор позиции за cyber security, јуниор позиции за data analytics, што сега допрва ќе влегува кај нас data analytics како една ниша во тој сектор. Значи ќе следат инвестиции каде што за тие инвестиции ќе треба луѓе да работат. Значи само ова сакам да кажам. Јас работам во оваа индустрија 30 години и секогаш кога има некои промени, а тие се чести, секогаш очекуваме дека бројот на вработени ќе се намали. Никогаш до сега не се намалил. Само расте бројот на вработени, само расте потребата од нови луѓе. Така да и историски земено јас не очекувам дека со вештачката интелигенција ќе се намали бројот. Да, ќе се промени, ќе се променат работните позиции, ќе се променат улогите на вработените. Сега тие што нема да се снајдат, можеби, да, ќе останат без работа. Ама јас очекувам дека младите ќе се снајдат, следат технологиите, достапни се технологиите сега на интернет, лесно име да учат, посебно со помош на вештачката интелигенција, се им се олеснува, така да сметам дека нема да им биде проблем. Еден пример сакам само да ви кажам. Еве, јас сум програмер, јас како сум учел. Јас сум нашол една книга на турски, а не разбирам турски нула.
и сум ги гледал сите примери, сум си ги копирал во јазикот во кој што програмирав и така сум научил да програмирам. Значи сега на младите им е многу полесно. Сега пишуваат 2 реда прашање на вештачка интелигенција, им дава 100 одговори. Така да важна е желбата и важна е креативноста и тука треба од мали да почнеме да ги Така ќе учиме. зборуваме што треба да се прави во вториот дел или во третиот дел од подкастот, ќе видиме како ќе не носи разговорот, ќе зборуваме што треба да се промени од страна на државата за да се поттикнат инвестициите и колку ние сме у суштина нашите програмери се продуктивни во однос на регионот. Ги слушнавме бројките, добри се пофалија од Масид дека и 25-та е добра и во однос на нив како профити, но исто така и во однос на платите на вработените. Тука ќе го завршиме овој прв дел, односно прва третина од подкастот и се враќаме да продолжиме со оноа што исто така е многу важно, а тоа е бизнис амбиентот за целиот сектор и што може да се поправи. Останете со нас, време е за нашите пријатели кои го овозможуваат овој подкаст. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, отсега и со нов вкус, лимон. Кека, ке сакаш уште. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Нека крцка од среќа. Ново! Хепи чоколадо со Смартис. Пробај го денеска. Да, продолжуваме со подкастот. Гостин ни е првиот човек на Масите, Јордан Димитровски. Погодив, добро е презибево. На почетокот кажав дека малце ми е специфично да го запомнам, не знам зошто. Реков, Димитриевски ми оди природно, ама Димитровски, но окей. Првата третина, првиот дел го завршивме од подкастот, го поминавме, зборувавме за судбината што ги чека програмерите, односно ние така наречени кодери. Кажавте дека нема да има потреба од отпуштање, има потреба од вработување од нов кадар прилагоден на новите времења за луѓе кои што ја разбираат вештачката интелигенција, но не само за тие. Рековте дека на пример секторот безбедност е многу важен. Сакам да го обработиме секторот безбедност, бидејќи видовме афера, имаме сега нешто во претседателскиот кабинет токму со IT секторот, односно еве сега е суспендирана човекот што го работел тоа, но ќе зборуваме ние за дигиталната безбедност од аспект на хардвер и на хардвер, софтвер, но и од човечки аспект, но тоа малце подоцна. Многу актуелно е она што се најави дека ќе се поттикне олеснувањето на градење на дата центри во Македонија и еве баш денеска читав има против тоа дека е уништува животната средина, дека не смее тоа да се дозволи, дека тоа ќе биде штетно за Македонија и за околината, за животната средина и околина. Ајде првина, дали ни е потребно дата центри да градиме и да се поедностават процедурите за нивна изградба? Значи, многу е важно да овозможиме да се градат дата центри во иднина, затоа што
хардверска инфраструктура полека, но сигурно се сели во дата центрите. Ако земете и трендот што се случува во моментот, цените на хардверот, посебно на сервери, сториджи, посебно на меморијата и на харддисковите, во последната година енормно расте. И тоа е баш од причина што развојот на вештачката интелигенција бара голема инфраструктура. Бара многу меморија, бара многу харддискови. Значи, полека, но сигурно, сите наши податоци ќе се селат во некои дата центри. Да дадам како пример, ќе земам и струјата ќе ја земам како пример. Значи, ние, за да ни функционира некој апарат, го уклучуваме во струја и тој веднаш функционира. Така ќе биде и со податоците. За да можеме да ги користиме, ќе ги вклучиме во некој штекер и тие ќе стојат на некој дата центар кој некој ќе го менаџира, кој некој ќе инвестира во тоа и најважно некој ќе се грижи за безбедноста на податоците. Според мене, во блиска иднина, а и се гледат светскиот тренд, сите податоци се селат во дата центри. Ние не можеме да останеме за тоа. И ние, и како компании, и како институции, полека, но сигурно ќе ги селиме податоците во дата центри, зашто таму ќе бидат посигурни. Многу посигурни, отколку во нашите импровизирани просториички, со сервери и сториджи, каде што во секој момент може некој да ти ги украде или да се запали или така натака. Се уште кај нас гледам постои таква перцепција дека да, податоците ми се посигурни дома. Не се посигурни дома, посигурно е во некој дата центар со сите можни сертификати, нели, Така. со сета можна безбедност на тие Сега податоци. доаѓаме до прашањето, ќе се поедностават, тоа е веројатно за да влезат големи странски играчи. Се надеваме. Ја лично мислам дека треба да се овозможи, да, со запазување на сите елементи за зачувување на животна средина, обезбедени услови, нели се троши многу вода, се троши многу струја, тоа е дата центрите се ресурс што троши многу други ресурси, но моето прашање е колку нашиве компании кои што рековте имаат раст тем на профитот, тем на приходите, 7 со 10% од прилика беше приходите 7, а профитот уште повеќе, колку нашите компании кои што се богати, релативно богати за македонски услови, веројатно и за регионални не стоите лошо, колку се подготвени да инвестираат во дата центри во Македонија за да се овозможи примарната инфраструктура да биде тука дома, бидејќи тоа е дел од она што се вика сајбер безбедност, односно дигитална безбедност, бидејќи ако ти е дома, полесно е да го контролираш, да имаш заштита, да знаеш што е од што да се сели, например, на Блискиот исток, каде што имаат сервери, па може да ги гаѓа некој со ракетичка. Добро, ние имаме регулатива сега, имаме регулатива дека каде може да стојат нашите податоци, тоа е Европска унија сега ја дополнија и со НАТО држави, така да не ги значи се е до регулативата, се е до правилата кои што ги диктира државата. Ние веќе имаме наши компании тука, кои што работат и инвестираат во дата центри. Можам да кажам, само да не ги именувам компаниите, меѓутоа имаме компании кои што веќе инвестираат во дата центри и тоа е за поздравување. И треба да инвестираме во дата центри, затоа што експоненцијално расте големината на податоците во државата. Тие треба да се чуваат некаде. И за тоа треба да има дата центри. И сметам дека и трошат ресурси државни, но природни и електрична енергија, ќе троши можеби и вода за ладење, меѓутоа тоа ќе биде регулирано и под некоја контрола. И сега ние имаме секоја компаниичка, секоја институција има дата центарче некоја во своите простории, кој што троши и струја, кој што троши вода за ладење и така натака. Така да јас лично сметам дека е подобро тоа да влезе во некоја регулација, да ако можеме да донесеме странски големи играчи, тоа би било уште подобро, да инвестираат во големи дата центри и да ние на пазарот понудиме од Македонија чување на податоци, нели, за странски компании.
трендот оди натака. Мислам, ние тоа нема да го промениме. Светот се движи натака. Значи треба да се дува фатиме, така, треба да се фатиме и да се држиме да не се Точно пуштаме. така, Да, бидејќи еве дебатата, има нешто ново се најави, веднаш имаме реакции, оправдани многу често, но еве ако па сега се затвориме, не одиме кон прифаќање на ваквите елементи, ќе останеме, што се вика, Ама луѓето неприклучени кон новите треба трендови. да сватат дека се движи во насока на дигитализација, односно автоматизација. Вие само земете си колку слики во телефонот сте имале пред 10 години, колку слики чувате сега. Тие слики треба да се чуваат некаде. Значи, тие не се бришат, се чуваат некаде. Па на тоа треба да се направи бекап, па disaster recovery, тоа се све податоци кои растат експоненцијално. Колку државата ви дава она што се вика ветер во грб, во едрата ваши, за да се развивате и еве да размислувате за сериозни инвестиции. Например, еве дата центар е сериозна инвестиција, но гледаме државата, ова е веројатно една од ретките држави сме ние, каде што имаме секундарен дата центар за заштита на податоците при случај на несреќа, пожар, земјотреси и не знам какви природни непогоди, но го немаме примарниот, убаво го рековте, си ги чуваат податоците институциите во некои серверчиња што се во нивните ходници. Тука мислам дека беше министерката за финансии кога токму ја презема власта ВМРО ДПМН во 2024 јуни, точно пред тоа е 2 години, каде што изнесе податоци дека серверите на институции, клучни институции во државата се во ходници или во остави, при што биле затрупани со мебел расходован, со харти околу, каде што немале адекватно ладење, немало ништо, башка безбедност. Колку во овој момент, ајде да речеме, државата е подготвена да ве поттикне вие да инвестирате, но и она да инвестира во вакви дата центри кои што ќе бидат безбедни, пред се регулирани и безбедни? Видете, во нашата индустрија многу јасни се работите. Се што се инвестира во IT секторот треба да е сертифицирано по некој начин и ние сметам дека и сите компании, па веќе почна институциите и како држава да ги следиме тие стандарди и сертификации, така да ние нема да измислиме топла вода, ние треба да ги следиме трендовите кои што се движат глобално во светот. Да, Јас и за тој дата центар што го имаме како disaster recovery, и тоа е за поздравување, добро е да се инвестира во такви работи. Да, прво направиле disaster recovery, може требало прво да направат примерен дата центар, не сум сигурен, меѓутоа направиле disaster recovery, имаме бекап на податоците, значи многу на одредени податоци, само на одредени. Многу е важно, најверојатно на клучни податоци. Така, затоа што знаете како функционира, сега ми текнува многу интересно. Секоја институција си ги носи серверите кои што не е тоа универзално сервери поставени, па да се приклучи институцијата, па да ги става институциите, па да се ги стават податоците. Не, например, МВР си купува сервери, си ги носи таму и се ги става. Па после финансии си зима своји сервери, се ги носи и ги става таму. Според мене така и треба да биде, само треба да има регулација и треба да има правилници кои што јас и со министерот за дигитализација сме разговарале, треба да има регулација, треба да има правилник и треба да се знае кој точно што прави. Не мора тоа да го прави една институција за сите, најверојатно нема ни да може заради пак од некоја регулација и од некои законски пречки. Меѓутоа, Министерството за дигитализација може и го прави да носи подзаконски акти, да носи закони и да ги регулира тие процеси како ќе се случуваат. Чи пак ќе кажам, ние нема да измислиме топлата вода, тоа е се измислено во светот. Само некој треба да го регулира и да им ја префрли таа регулација на институциите. Како во најдобар начин да ги чуваат податоците, да ги префрлуваат во тој дата центар податоците, кој ќе има пристап до тие податоци, нели имаме многу институции со различни опфатени во различни закони. Не може Министерството за дигитализација да има пристап во податоците на ФЗОН, примерно, или на ПИОН, таму има податоци, лични податоци кои што и пак има регулација како има пристап. Едно прашање, го спомнавте Министерството за дигитална трансформација.
но нели е малце, ајде да кажам, сега да не на тежок збор да не употребам, на Г почнува тоа, завршено глупичко би требало да биде зборот, ама нема да го употребам тој, туку малце е невообичаено во 2026 да збориме за дигитализација. Кога светот веќе зборува за вештачка интелигенција, ние зборуваме дека процесот на дигитализација во државата, во општеството треба да го завршиме и тоа треба некаде 2028, 2029, 30 да се заокружи тој процес. Нели е малце чудно да зборуваме за вака мала држава и за бизниси кај што гледаме дека добро ви оди, а ние дигитализација да немаме на општеството и на државата. Видете, факт е дека касниме во тој процес, факт е. Факт е дека, значи, еве можам и од лично искуство да кажувам и од перспектива на МАСИТ, ние имаме Министерство за информатичко општество што 2016 од 2006 така, многу одамна, сега не можам да се сетам. 2006 година. Критики има тука, меѓутоа јас би ги критикувал и властите можеби во делот на инвестиции во тој процес, затоа што секоја дигитализација бара голема инвестиција. Многу ги разбираме работите ние, еве, ќе дигитализираме некои податоци, меѓутоа тоа пак носи дата центри, хардвери, софтвери, стручни лица, скапи лица и тоа се големи буџети. Најверојатно приоритетите секогаш биле во други сектори, во други социјални политики на властите претходно. Меѓутоа не правиме малку. Како држава не правиме малку. Можам и од 2006 да кажам и до ден денес ние имаме министерство, има некакви буџети, имаме доста развој во последните години, па и немалку инвестираме во таа насока. Тука малце критички можам да кажам и целото општество треба да го прифати тој моментум на дигитализација. Од лични искуства ќе кажам дека многу пари државата одделила, многу инвестиции направила во некои процеси за дигитализација, самите институции или вработените во нив не се спремни да ги прифатат. Некако ние културолошки дека промените тешко ги прифаќаме. Сакаме да се смени, ама ништо да не се промени за нас. Да, но за другите да се промени, за нас ништо. Доаѓаме еве, вие сте релативно задоволни од процесот на дигитализација, не е сјајнен, но релативно задоволен. Но доаѓаме до онаа прашање за сајбер безбедност, односно за дигиталната безбедност. Ајде ќе го поделиме ова прашање на две основни работи: хардверска и софтверска безбедност и човечки ресурси за безбедноста. Дали еве имаме актуелна аферица сега, тоа не интересира дневна политика, овде работиме теми од што се малце пошироки од дневната политика и дневните случувања. Сметате ли дека во Македонија хардверската и софтверската безбедност е на задоволително ниво, како кај државата, така и кај приватните компании, и дали имаме доволно човечки ресурси ние да се чувствуваме како држава и вие како компании безбедни во поглед на сајбер нападите, бидејќи се зачестени и војните веќе се префрлаат во сајбер просторот, а не само со бомби и со авиони и со тенкови? Па мислам дека посебно кај државата последниве 2-3 години се направени сериозни инвестиции во тој дел и сме адаптирале доста па и европски регулативи за сајбер безбедност. И мислам дека тука и повеќето институции се зборам од аспект на државата, веќе сериозно ја сваќаат таа работа и ги вршат потребните инвестиции во тој дел. И имаме проблем со едукација на луѓето, на кадрите, односно на кадрите кои што ги користат компјутерите и користат дигитални технологии во секојдневната работа. Значи, паралелно со процесот на инвестиции во cyber security треба да следи и процес на едукација на корисниците на дигиталните технологии. Сакам да кажам, вие може да инвестирате дома, да ставите 3 блиндор врати за да не може некој да влезе, ама ако ги оставите вратите отворени и си отидете на работа, сигурно ќе ви влезе некој. Така да тоа е паралелен процес и тука треба да ги
Еве и како Масит, ние правиме доста воркшопи, правевме и минатата година, гледаме што повеќе да ги едуцираме вработените, да знаат како правилно да ги користат дигиталните технологии без да овозможат така да кажам влез на некакви вируси или Имаме ли доволно експерти, односно стручен кадар за сајбер безбедност? немаме за сајбер безбедност. Колку е тој пазар голем? Ајде да представиме во овој момент на пример да има 5000 луѓе што би барале работа во сајбер безбедност, би нашле ли работа? Би нашле сигурно. Не мора кај нас да најдат. Тие глобално ќе најдат. Ако имаме 5000, сите би нашле работа во сајбер безбедност. Што вие треба да се можете, стигне, вие да можете се да биде работите да сајбер делот? безбедност од Македонија, не знам, за Америка или за Индија или Но за што треба? Кина. Некоја посебна школа, некои посебни вештини? Што треба да се за сајбер безбедност? Видете, и тука образованието пак е специфично. Тука е исто многу важно неформалното образование. Сите вендори или производители на опреми, лиценци, заштити имаат своји некакви софтвери кои што овие инженери следни кои што ќе дојдат во сајбер безбедноста треба да ги познаваат тие алатки. И толку многу се зголемува што кажавте бројот на сајбер напади, сек повеќе и повеќе ќе треба инженери, security, такви безбедносни оперативни центри каде што ќе се следат сите. Зборите за инженери, тоа значи дека треба да бидат факултетски образовани. Па видете, ние еве во нашата компанија тоа не ни е пресуден момент дали е факултетски или не факултетски образован, ние им правиме тестирања. Сме имале многу во минатото случаеви каде што деца без факултет биле многу Така. подобри од. Ајде да се вратиме на бизнисот малце. Отидовме во еден друг дел кој што е малце поопштествен, значи поопшта. Ајде да се малце за оно клучно прашање што треба да направи државата за да го поттикне и IT секторот или ИКТ секторот, за да има уште поголемо учество во бруто домашниот производ. Колку проценти учествувате во моментот тоа кога знаете? 4,5% учествуваме во бруто домашниот производ во Македонија и мислам дека веќе сме повеќе од земјоделскиот сектор или така да видете, државата секогаш не гледала да ви имате бизнис, правите профити, вработените не се незадоволни во тој сектор и можеби помалце ни посветувале внимание. Можда е тоа и правилно да кажам, меѓутоа со одветни инвестиции што може да ни помогнат и ако не гледаат како стратешка индустрија, сметам дека можеме многу повеќе да направиме, затоа што ако видите извозот ние 670 милиона или 700 милиона евра веќе ни достигна во 25 Така, а учеството, година. еве баш сега проверувам Да. колку е 4,5%, ако земеме 18 милиарди евра, дека е тоа некаде околу 810 милиона евра вашиот бизнис тежи у суштина. Да, извозот ни е само 600, не над милиарда ни е бизнисот, само извозот ни е 700. Ја одам со 18 милиарди, веројатно БДП ви имате, добро. Како и да е, не ни е мал Не. учинокот во GDP-то. И ако државата не гледа како стратешка индустрија и можеби со некои инвестиции што може да дојдат како поддршка од државата, можеме да го зголемиме тоа, посебно извозот. Поголемиот дел, со исклучок, значи ние имаме компании добри кои што работат тука, произведуваат продукти, ги продаваат на странските пазари и тоа глобално и се стварно за Колку за сме респект. конкурентни? Ајде да го поделиме прашањето. Првин, колку сме конкурентни како компании, колку можеме да се надпреваруваме глобално? И второто прашање е колку нашите програмери се продуктивни, бидејќи тоа го мерите и имате податоци. Ајде да ги разграничиме. Колку ние можеме да се надпреваруваме регионално и глобално? Ние друга опција немаме. Ние само глобално само глобално се надпреваруваме. Мислам, ние немаме опција да се капсулираме во нашата држава и да кажеме тука ние ќе се надпреваруваме. Нашите кадри и компаниите од другите држави можат без проблем да конкурираат на секакви проекти кај нас, да продаваат кај нас. Мислам, во нашиот сектор нема граници. Така да ние, како индустрија,
тежнееме, односно работиме да можеме да се конкурираме на глобалниот празар. Да, но тука доаѓаме И до од таму едно... ни доаѓа конкуренцијата. Така, доаѓа конкуренцијата, но секоја држава има одредува во дигиталниот свет што може странска компанија да работи, што не може да работи. Има сектори каде што, ајде да кажеме, домашната регулатива или домашните власти даваат поддршка на IT секторот за да сепак да опстои, например, кога ќе дојдат кризни времиња или сето, да малце да го потурне, да му даде некаква импулс. Дали во Македонија се дава импулс на IT Или секторот? кога ќе дојде кризна ситуација, да можат домашните компании да обстојат. Така е, тогаш е многу пребродат важно тој така. период. Значи нема регулатива, посебно во Европа и во западниве држави, нема регулатива каде што државите по некоја регулатива ги помагаат домашните компании. Меѓутоа тоа го прават приќутно и тоа го прават на други начини. Дали кај нас Важно тоа случај? Кај нас е тоа малку дискутабилно и затоа ние неколку пати, јас повикувам многу пати разговарајќи со официјалните лица во нашава држава. Значи, ние како домашни компании, односно, кога зборам домашни компании, мислам на компаниите кои што функционираат, работат во Така, во регистрирани се овде и данок во тука Македонија, плаќаат. Да, може да бидат и да. од тука данокот го Да плаќаат. не сватат погрешно само македонските. Значи, домашните компании, ако своето искуство и своите референци на добра работа не ги влечат од дома, тие нема многу тешко ќе се конкурираат на некој друг пазар. Што е ова референција? Ајде да објасниме. Малце ми значи вртите од страна, значи не сте ми директен некако. Ајде, што треба у суштина да направи државата за да ви помогне вас? Јас сметам, како сектор? лично сметам и вака со разговор со целиот сектор, сметаме дека државата, посебно клучните процеси на дигитализацијата, треба да изнајде начин како да ги води со со домашни компании кои што работат во Македонија. За да им овозможи на тие компании да стекнат искуство на домашен терен прво, да им обезбеди референции кои што после ќе ги користат во проекти на, не знам, Светска банка, на EBRD глобално, и да ги направи конкурентни на тој глобален пазар. Ако ние дома не се докажеме дека сме добри, нема да се докажеме никаде дека А сега се докажуваме надвор, ама дома ни е потешко. Па видете, имаме добри компании, имаме кадри, се докажуваме и дома. Али не треба така. државата малце да ве потурне. Сметам дека треба тука малце државата да помогне, да изнајде некоја платформа во која што домашните компании во најмала рака ќе можат да партнерисуваат што полесно па и со странските кои што ги вршат и што ги изработуваат моментално овие процеси на дигитализација во држава. А пред да одиме на втората пауза, а време е веќе го газиме временцево оди, но пред да одиме го спомнав прашањето колку македонските програмери, односно колку македонските вработени во ИКТ секторот се конкурентни во однос на регионот и на светот. И колку се продуктивни, не конкурентни се извинувам, колку се ја би бил продуктивни. тука малку самокритичен, генерално би бил самокритичен. Ние имаме држави соседи каде што нивните девелопери се рангирани во топ 10 најдобри девелопери во светот. Таква е Србија, таква е Бугарија, значи има се рангирани. Така да конкуренцијата ни е голема, за да ние тој бизнис е суров, како и што разговаравме. Голема е конкуренцијата на глобално ниво се Нема пардон тука. Се јадете како ајкулист. Ама Добро, тоа е факт и тоа е тоа. Тоа е факт затоа што тоа се компании од целиот свет, од регионот нас ни се конкурентни компании од Полска, компании од, не знам, Романија, ако земете Полска, компании од Германија. Така да нема милост, суровоста е голема и тука вработените и кадрите, посебно вработените и експертите треба да сватат дека треба да работат на продуктивноста. Ние како општество не сме многу склони да Не сме продуктивни и тоа е најголемиот проблем на нашата реалност економска. Точно. И не се продуктивни нашите, не се на ниво на, например, на Србија, на Бугарија?
Па не би рекол дека ни е достигнат лимитот на продуктивноста, треба да работиме на тоа, а тука треба да работиме само преку образование и само како да ги научиме децата од мали дека вредноста тие да создаваат и за нив, па и за државата. Што повеќе работиме, поголема вредност создаваме. И за нас самите, а и за државата. Сакате да кажете да ги цениме парите и парите се битен елемент, бидејќи ние како да живееме во државама од љубов, а парите некако дека треба од небо да ни Јас, паднат. знаете што сакам да кажем, ако ние живееме во општество каде што сите, мене како ме учеле, што е твоје сине ќе си дојде, или учи сине да не работиш, резултатот е овој. Еве го резултатот. Или ако, не знам, лектира учиме и обработуваме од мали деца парите се отепувачка, резултатот во бизнисот гледано е овој што го имаме. Значи, сметам дека тука образованието, посебно Министерство за образование, односно професорите, учителите од најмала рана возраст, треба да ги спремаат децата дека вредноста што ја создаваме е за нас, а и за државата. И веројатно треба да ги учат дека бизнисот е суров и дека не е само да чекаш, туку треба да заграбиш. Најверојатно така е. Добро, време е за втората пауза и се враќаме со третата третина за да финишираме со разговорот. Имаме уште интересни работи, но останете со нас, значи време е за повторно за пријателите на овој подкаст што возможува да се реализира. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, отсега и со нов вкус. Лимон. К-кап. Ке сакаш уште. Витаминка. Продолжуваме со подкастот. Гостин ни е првиот човек на Масит, тоа е господинот Јордан Димитровски. Значи зборувавме малце дека парите се отепувачка и тоа го учиме во лектира, но во бизнисот ако така ги научиме и да имаме отпор кон парите, нема да бидеме добри бизнисмени. Веројатно треба да се подготвуваат децата од најмала возраст дека парите треба да се заработат и да се зграбат и дека светот на парите е малце по-динамичен, па дури на моменти и посуров и дека за да се дојде до своето треба да се потрудиме, а не да ги чекаме. Може само тука да додадам Да, нешто. повели? Ние секогаш збориме пари. Тоа не е во животот треба и да се надпреваруваме некако, нели? Да се докажуваме. Да се докажуваме. Так. Парите е еден инструмент по кој што можеш да Мерлив се инструмент, мерлив по да. кој што можеш да се евалуираш и затоа можда младите треба да имаат така рол модели каде што и некаква
некој параметар по кој што треба да се надпреваруваат. И треба ги разбереме парите како еден ресурс. Некако ние само с пари збориме. Збориме за ресурс. Ако имаме поголем ресурс, луѓето ќе живеат поубаво, понормално, образованието ќе им биде подобро, здравството ќе им биде Сега подобро. зборуваме за оваа се однесува на нас работниците, но еве вие сте собственик. Дали во IT секторот важи онаа правило што важи за, ајде да речеме, просечен македонски бизнисмен кој што гледал во транзицијата што се случува па продолжил понатаму, а тоа е кога ќе ги заработи првите сериозни пари да си купи джип, јахта, куќа, вила на море, едноставно да почне да се расфрла со парите, а да не инвестира во бизнисот, односно да не го шири. Колку ние во вашиот сектор се инвестира во суштина, а колку се инвестира во овие убави задоволства, а да си трпи компанијата, односно да се влечат парите од компанијата за задоволство на собствениците и сето тоа. Видете, пак е тука еден културолошки момент на ние како сме учени од деца мали. Во нашиот сектор можам да кажам дека не се баш така работите, затоа и по бројките ќе видите. Ако видите најголемите компании, ќе видите дека профитот не е поголем од 10% од ревењуто, од обортот кој што го прават. Што значи не се огромни профитите. Ако земете други сектори, сега да не ги именувам, ама мислам ги знаете, колку е ревењу, колку направиле, а колку е профит чист или ебита, се многу поголеми, што значи заработиле повеќе пари. Во ИКТ слободно може да ги видите, негде се движим помеѓу 5 до 10% од бруто ревењуто кој што го прават компаниите. Тоа значи дека компаниите не заработуваат многу или инвестираат. За да имаме нормални инвестиции, претпоставам дека треба да има добар амбиент во државата. Мислам, треба компаниите да се чувствуваат сигурни и да инвестираат. Како да се чувствуваат сигурни? Што тоа подразбирате под сигурни? Не знам, да ви додалат полицајци да ве чуваат, да ви што? Видете, амбиентот е важен. Важен е амбиентот како се како да создава во инвестирате? државата. Најважен е правосудниот систем, тоа да работи, да функционира безпрекорно. Ако некоја компанија има проблем со системот во правосудниот систем, да стварно тука има правда и правило и да има предвидливост. Штом имаме предвидливост, сите компании ќе инвестираат. Во минатото ние многу пати сме немале предвидливост, да кажем како. Се носеле закони, се носеле адхок закони, кои што имале импакт на инвестиции, кои што имале импакт на даноци и мислам дека тоа треба да се надмини, мислам дека е веќе надминато. Важно е да државата постави јасни правила и предвидливост. После компаниите по автоматизам ќе си инвестираат. Затоа што во нашиот сектор, ако не инвестираме, посебно ако не инвестираме во R&D центри, во луѓе, во едукација, во кадри, ние сме out of the game. Не сме повеќе во играта. Така. Сега не сте повеќе во играта и доаѓаме до едно клучно прашање што секога сакам да го финализирам. Колку македонските ИКТ компании, значи нема IT да ги зборам, сега го шириме терминот, значи колку имаат своји производи, колку сме ние подизведувачи или што би рекле народски, онака измеќари на некои големи странски компании, а колку сме стварно создавачи на некоја додадена вредност што е автохтона и што е баш изворна од Македонија. Колку ние во овој дигитален свет, во овој дигитална реалност имаме, да речеме, производ што потекнува од Македонија и сме конкурентни и можеме да се надправураме и со регионот, но и со светот. Многу малку имаме, исклучок има компании кои што тоа го работат, меѓутоа тоа ни е нашиот предизвик и тоа ни е мисија на Масит која што ние стварно работиме на тоа поле. Важно е да ги натераме, поттикнеме компаниите да почнат да произведуваат своји софтвери, да носат дополнителна додадена вредност, односно како што можеме кажа ли ние Кајман, да имаме софтвери како не можеме, зошто да не можеме? Па добро, големи компании светски имаме, што газат, кај можеме ние малецки едно цувче? Без разлика, сите во големи компании почнале како мали компании, па со добра стратегија, добар план, направиле
голема компанија. Како Никој не почнал како голема Така, компанија. како да кога дојдеме, го земете. како до нас софтвер што ќе биде препознатлив, да извезуваме софтвер, значи додадена вредност да Значи, тука извезуваме. треба да се охрабрат компаниите да инвестираат повеќе, да инвестираат во кадри, се е во ноу-хауто, се е во знаењето. Нас ни се отворени пазарите на секаде. Мислам, ние можеме да продаваме софтвери на секаде. Немаме бариери немаме регулации кои што ќе не сопрат да не продаваме. Компаниите да се охрабрат, да инвестираат во R&D центри, да инвестираат во сериозни кадри, да инвестираат во маркетинг и во позиционирање на продуктите. И мислам резултатот е неизбежен. Значи имате вие себе да кажам регионот српски фирми кои што имаат сериозни производи, бугарски фирми, грчки фирми кои што имаат и тие се борат на пазарот со американци, со канаѓани, со големи светски компании. Дали имаат они поддршка од државата? Видете, Еве Грција, Бугарија, Србија. Еве Србија е најеклантантен пример, бидејќи не е во Европска унија и едноставно рековте дека нивните програмери се баш добро позиционирани, но дали државата стои, ајде уште еднаш не би мора- кажал државата. Ама им знаете. дава амбиент, им дува во едрата од позади, ајде одете напред. Може би да е така, не знам точно како им помага и дали им помага. Најверојатно не ги субвенционира. Не Сигурно збориме ги за субвенција, збориме субвенционира. за регулативи за поддршка. Па ќе кажам, обично ја што гледам во другите држави, што тоа и го пренесувам тука, пошто ние работиме во повеќе држави, гледам дека домашните компании, посебно во домашните процеси на дигитализација, автоматизација на процесите, сите гледаат максимално да ги вклучат. Она што го кажавте Да. и претходно, у Тоа суштина го ве гледам, референцираат, Еве, и за Хрватска тоа можам да го кажам, Хрватите направија цели процеси на дигитализација, се викнаа хрватските компании, им дадоа и сега хрватските компании работат веќе и кај нас тука со истите тие знаења, со истите искуства кои што исто и Србија, исто Бугарија, исто и Грција, еве сега со Грција нели и ќе правиме и голем бизнис форум Масит и Грчката асоциација. Што ќе биде од тој бизнес форум? Што очекувате, бидејќи најчесто ќе потпишете некој меморандум, фино и после тоа брада што би Јас рекле. сакам да ги пофалам колегите од Грција кои што толку сериозно си ја сватија работата, така добро го организиравме форумот во смисла предстоеше многу работа пред форумот, што за разлика ја еве сум бил на многу форуми, не сум го видел тоа. Си одбра компанија компании со кои сакаат да се мачуваат, веќе се закажани со станоци со која грчка компанија ќе се мачува и ќе имаат со станоци. Бара им обезбедивме за секоја грчка компанија да прават пич на форумот, да изнесат што они работат, на каков начин го работат тоа, за да најдеме соодветни партнери таму. Грците се преблокирани од работа во оваа индустрија, во IT индустријата, користат многу европски фондови, многу проекти има, така да сметам дека ние тука и нашите компании посебно треба да видат opportunity и да се наметнат таму како партнери, пошто имаме компании кои што може да работат сериозни работи и да земеме од тој колач, грчкиот колач, нешто и ние. Милиарда, тежи над милиарда бизнисот, 700 милиона извоз. Дојдеме до прашањето колку може да порасне ова учество во бруто домашниот производ и исто така дали нема да не поклопи регионот, бидејќи рековме еве големи се играчи се Грција, Бугарија и Србија, нема ли да не поклопат они, бидејќи сепак ние сме малецки, иако во овој бизнес нема мала или голема земја, има само способна и неспособна способни компании кои што може да се прилагодат. Точно е така. Значи нема мали или големи. Тука има креативни, некреативни. Вредни, не толку вредни компании. Мислам, ова ќе придонесе конкурентноста, еве колку да се развиваат државите околу нас, конкурентноста да предизвика кај нашите компании да работат повеќе, да произведуваат повеќе, да инвестираат повеќе, мислам, или стварно сме надвор од играта. Не мислам, еве со бројките што ги имаме, ние гледаме year over year раст. Секоја година
расте кај нас IT секторот, што значи дека имаме компании, имаме потенцијал. Да, треба да помогнеме да го доразвиеме, треба државата да помогне. Знаете, и еден проблем што го гледаме ние во државата, еве генерално во бизнисот, ние сме премногу формалисти тука. Значи, све гледаме формално, а суштината не ја гледаме. И од таа форма што ја гледаме и све што повтараме по 10 пати проекти, тендери, не знам што, заради формата, ние не ја гледаме суштината. И тука задоцнуваме малце. Но исто така, ајде морам да се вратам на едно прашање, ми останува да ми лепди. Колку нашите бизнисмени, нашиот што се вика свест и разбирање на работите е подготвено за еден ваков надпревар, кој што го рековме дека е суров, и јас спомнав ајколи кои што се гризат. Колку ние имаме таков инстинкт, еве ќе зборуваме за вашиот сектор, да гризаме и да, ајде условно кажене, да се нема милост за другите, за да се напредува, односно да се има желба да се докажува и да се оди напред, и колку сме ние подготвени во нашата свест за суровиот бизнис, дигитален бизнис. Има компании кај нас. Значи има компании, има работат на повеќе пазари. Сега да не ги именувам тука, меѓутоа има компании кои што имаат своји продукти, кои што ги продаваат по други кои што имаат канцеларии по други држави, мислам, еви нашата компанија, ние работиме во 3 држави, имаме канцеларии, таму продаваме, да, не е лесно, тешко е, конкуренцијата е голема. Мене работниот ден не ми е 8 сата, ми е 12-14 сата можеби, ама мислам... Колку е вработено во вашата компанија или во секторот работното време? Пак од формална гледна точка или од суштинска гледна? Од суштинска ме интересира реално, не формално, веројатно ќе 8 сата за да може се тоа, но колку затоа е реално? ние сме само формалисти. Не, реално колку се работи? Па јас сметам дека во IT секторот повеќе од 4 сата ефективно не работат, 5 максимум. А колку би требало? Видете, се додека си ги исполнуваат таргетите, си ги фаќаат KPI-овите нивни, тогаш е окей. Кога ќе почне проблемот, тогаш треба да се адаптираат и вработените, да можеби повеќе малце се зголемат продуктивноста. Продуктивноста, рековме дека продуктивноста некаде сме при крај на овој подкаст остануваат и може да се зборува на оваа, за овде има прашање што не ги чепнавме, значи ги оставивме за некоја друга прилика, зборуваме за соработката со Грција и регионот, но ајде едно од последните прашања, реков веќе никош нема да кажам последно прашање, бидејќи најчесто имам уште 2-3 после последното прашање. Едно од последните прашања е што најмногу ги нервира IT компаниите, ИКТ компаниите се извинува, кога работат со институции? Па точно таа формализација. Значи, сите компании кога работат со институциите имаат се доаѓаат до сериозни проблеми. Највеќе тоа е, сметам, тој културолошки момент каде што вработените по институциите многу тешко прифаќаат промени. Дури и кога има голема желба од власта, голема желба од менаџментот на таа институција, доаѓаме до ситуации каде што институциите не сакаат да неколку таму вработени не сакаат да ги применат новите, знаете, технологии, новите алатки. Така ни било пред 35 години, така треба да ни е сега. Не може да е така, мислам. Целиот свет е променет, Но зашто би напуштиле својата комфорт зона? Најинтересно е со поголемиот дел институциите и многу компании што работат истото мислење го делат со мене. Значи, каков и систем да се имплементира или каков процес да се дигитализира во институцијата, тие ги назначуваат IT менаџерите. Примерно, имплементираат систем за ERP и одговорен ќе го стават IT менаџерот. IT менаџерот не разбира финансови софтвери и како тие процеси на крај треба да завршат и да изгледаат. Меѓутоа така, аз се спомне IT, они ќе стават IT менаџер, кој што нормално не ги разбира проблематиката на тоа што се работи. И многу проекти ни се во застој точно од таа причина, колку и да има желба од власта и од менаџментот.
Тој некој mid-level менеджмент треба да разбереме, ние сме више 35 години надвор од некој друг стар систем, дека треба да одиме напред. Трендот е тој, веторот дува натака, не можеме ни обратно да... Така. Значи тоа ве нервира како Да. ИКТ компании. Едно од прашањата што сакам да ви ги поставам, рековме дека го надминува веќе земјоделството ИКТ секторот. Дали сметате дека државата ве препознава како стратешка индустрија и дека тоа е во суштина нешто кај што треба да се инвестира? Ние се уште, хајде, можам да кажам дека сме заглавени и најмногу се потресуваме да има работници во тие сектори, кога ќе збориме текстилната индустрија. Текстилната индустрија во Македонија реално изумира, доаѓаат некои други ветришта, има поевтин производ од текстилната, Азија е ефтин произведувач, Мароко, Африка, Северна, поевтини се од нас, а релативно веќе и поблиски, например, северноафриканските земји. Доаѓаме до моментот на прашање колку ние го препознаваме и колку сме се уште ние затворени во некоја друга, дека индустрија мора текстил да има, да се грижиме за нејзе, ако го гледаме дека има раста на некои други сектори што се дигитализацијата. Мислам дека се менува амбиентот. Се менува комплетно амбиентот. Мислам дека веќе, посебно со влезов на вештачкава интелигенција, веќе и државата разбира дека ние сме стратешкиот сектор во општеството, затоа што веќе ИКТ секторов, односно со влезот на вештачката интелигенција, IT системите и технологиите ќе мора да бидат имплементирани во сите индустрии. Значи ќе бидат дел од сите индустрии, не како една гранка од некоја друга индустрија. Затоа што и другиве индустрии нема да можат да се конкурираат, да се компетитивни на ниеден пазар ако не имплементираат вештачки интелигенции, автоматизирани системи и така натака. Така да мислам дека веќе не гледаат и се чувствува дека не гледаат. Може би не доволно финансиски тоа го рефлектираат, ама... Колку очекувате ова 26-та да има раст повторно? Значи, видете, кога обично има кризи светски, IT индустријата расте. Кога беше 2008 првата криза, Америка 2009, Европа после тоа. 2009, IT индустријата порасна многу. Ковидот, ако се сеќавате, енормно порасна индустријата. Така да јас очекувам дека и оваа година кризата со војниве на секаде по светов ќе ви придонесе да нашата индустрија порасне, затоа што ќе има многу специфики каде што сепак спреку технологиите тие ќе се Папата вчера кога беше деновиве повика за вештачката интелигенција да не се користи за војни. Тоа е интересно и прв пат да објави он лично таква една објава, тоа го да никогаш не се појавувал на неговите објави ни еден папа до сега, од кога се памти помодерната историја. Ова е прв пат да се појави и да предупреди на дека вештачката интелигенција може да биде сериозна опасност за луѓето, но рековме да го завршиме овој разговор со уште една работа, со еден заклучок, значи програмерите, сега кодерите може би нема да наоѓаат веќе лесно работа, посебно јуниорите, но секторот е гладен за вработување и треба луѓето да се прилагодуваат на новите потреби. Тука кажавме кои се сектори каде што би можело да се пренасочат, значи секторов има глад за работници. И голем потенцијал, посебно кај нас, голем потенцијал. Голем потенцијал. Можеме многу да растеме само со правилни постапки, инвестиции се разбира, и трендот ќе не повлече, сакале не или не келевете и така да не... Значи сите оние што се на финки да бидат мирни, само да следат кои се новите трендови. Трендовите, да ги следат трендовите. Трендовите. Ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Ви благодарам и на вас. Тоа беше се. Мислам дека беше интересен разговор, зборувавме за интересен сектор кој што е растечки, кој што е многу растечки, кој што носи многу пари во државава. Ако имаат извоз од 800-700 милиона евра, тоа се сериозни пари, а само во минатата епизода да ве потсетам дека дефицитот на трговската сметка, рековме дека оваа година ќе биде 5,7% од БДП, што е сериозна сума.
таа сума се пегла со овие девизи што доаѓаат од странство. Тој прилив влијае, ваквите индустрии што носат парички, кешарица, односно девизи, влијаат да не бидеме во уште полоша состојба околу, например, дефицитот на трговската сметка. Затоа се е поврзано во економијата, затоа следете го подкастов за да ви бидат појасни работите, за да можете да имате целата слика. Се гледаме во наредната епизода, а за што ќе зборувам, ќе видам кој ќе биде гостин, на вистина не знам, преговарам со неколку мина, може ќе биде големо изненадување. Секој добро довидување.